Благодарам. Колешке Дамчевска, иако министрите кои што ги биравме во оваа влада се на летен одмор на плазите во Шпанија, во Грција, во Бугарија, во Албанија, воедно не одмараат. Тука се неуморни, неприкосновени. Секој ден работат со неповторлива динамика и успеа до сега да ја задолжат Република Македонија во овие 76 дена за нови 145 милиони 836 и 220 евра. Или секој ден од одмор не задолжуваат во просек по 1 918 897 евра. Ај што не задолжуваат, така одлучили, иако ја лажеа македонската јавност, но прашање е зашто не задолжуваат. Ако вчера разбравме дека пензионерите нема да земаат повисоки пензии, ако нема да земат тутунарите плюс 30 денари субвенции, ако се кратат 21 милион евра од македонското образование, ако средното општинско училиште Орде Чопјала во Прилеп и основното Кире Гавриловски не добиваат спортска сала, тогаш граѓаните се прашуваат каде одат овие пари. Ако Прилеп нема да добие нова градинка во Тутунски комбинат, велат луѓето, добро, каде одат овие пари, да не им ги зголемија платите на докторите, на специјалистите, да не почнеа да земаат заклучно со јули 100.000 денари специјализантите, ама и тоа го нема. Гоце Делчев нема да добие нови санитарни јазли училиштето. Гимназијата Мирче Ацев, докторке, нема да добие нова дограма. Но штета е, докторке, што вие не се борите за вашата фела. Ти ќе земаш 100.000 денари кога нема да бидеш пратеничка, не да дофрлаш овдека. Тоа му ветуваше на твоите колеги. Но да бидеме парламентарни и коректни, јас ќе продолжам овдека. Знаете ли, почитувана македонска јавност, каде ќе одат овие средства? Овие средства ќе бидат пренаменети во онаа фамозна програма што Мила Царовска ја презентираше пред македонската јавност, Интеграција на бегалците Република Македонија 2017-2007. Овие задолжени средства ќе одат за изградба на 100 колективни згради, за градинки за мигрантите, за нови работни места и заплати за тие 150.000 луѓе кои што оваа влада ќе не ги насели во Прилеп и во Република Македонија. И бидејќи тишината е символика на молкот, а молкот е обид да се сокрие вистината, да нема дебата, бидејќи молчевте за двојазичност, молчевте за договорот со Бугарија, молчевте за бегалците, молчевте за задолжувањето, ќе ме замолам за тишина барем 20 минути, а одговорот од ехото ќе го дознаете на 15 октомври. Ме замолувам за тишина 13 секунди.